Ви благодарам, колежке Шахпаска, на репликата и не знам со кој тон и на кој начин, бидејќи не следат и медиумите и граѓаните, да го кажам она што сега го потврдивте. Во вашата прва реченица, дека она што се бара како карактеристика кај вакцините кои се бесплатни и кои се комерцијални, има разлика. Што значи тоа? Објаснете им на граѓаните. Кои се тие различни карактеристики кои што се бара во тендерите, бидејќи двете вакцини се од различен производител? Ние самите правиме граѓаните оправдано да се сомневаат во квалитетот. Ваквите несрекни изјави од лекари. Се надевам дека ме разбравте зашто кажувам. Ќе повторам, комерцијалните и бесплатните вакцини се од различен производител. Вие рековте дека за двете групи на вакцини се бараат посебни карактеристики. Зарем постои такво нешто? За вакцините кои што сега се набавени, за комерцијалните кои што ги плаќаат граѓаните 650 денари за грип и оние бесплатните кои што се наменети за дечиња до 5 години и за сите возрасти над 65 години. Значи двете се од различен производител. Спрема тоа што го кажавте, дека во тендерот постоеле различни карактеристики. Вие тоа го кажавте. Зборуваме за ретки болести и начално добро објаснивте дека постои комисија. Но јас, еве од тука ви кажувам, дека има дечиња со потврдени ретки болести, кои што комисијата установила дека е така, дека имаат потреба за одреден лек и дека 1% од таквите деца нема да го добијат потребниот лек. Тоа ми е прашањето. Како се прави селекција? Кој дете ќе добие, а кој не лек за соодветната болест? Вашата ке влада се изгуби во своите ветувања и на крајот стигнавме до оваа недела да дебатираме за буџет, за проект буџет и само зборувате во бројки. Значи од ке влада станавте влада со бројки, а во пракса граѓаните тоа не го гледаат. Ништо не е видливо од тоа што го ветувате. И како што ветувавте комплетно нов закон за здравствена заштита, продолжувате со вашите ветувања во недоглед. Но за среќа, ова е последниот проектиран буџет од СДСМ. И искрено се надевам дека следните влади ќе имаат поголемо разбирање околу буџетот за здравство. Толку нема да должам повеќе. И да ви реплицирам на тоа што кажавте за изградените проекти. Ургентниот центар во Куманово комплетно е изграден со средства од претходната влада. 100%. Вие само сечевте ленти, исто како што ги викнавте трубачите на отварањето на патот изграден од ВМРО ДПМН.